Гренланд, полуавтономната данска територија прекриена со мраз, повторно е на удар на новоизбраниот председател Доналд Трамп. По именувањето на својот амбасадор во Данска, Трамп напиша дека, цитирам, за целите на националната безбедност и слободата низ целиот свет, Соединетите Американски држави чувствуваат дека собственоста и контролата над Гренланд се апсолутна неопходност. Трамп исто така предложи дека повторно ќе ја преземе контролата врз Панамскиот канал. Тој ги нарече тарифите што Панама ги наплаќа за користење на виталната рута за испорака како целосно откопување. Ако не се почитуваат принципите, морални и правни, но овој великодушен гест на давење, тогаш ќе бараме Панамскиот канал да им се врати на САД, целосно, брзо и без прашање. Секој квадратен метар од каналот ќе продолжи да ја припаѓа на Панама, рече председателот Хозе Раул Молино, отфрлајќи ги наводите на Трамп за претерано наплатување. El canal no tiene control. Цените не се каприц, тие се воспоставени јавно на отворена расправа, имајќи ги предвид пазарните услови, меѓународната конкуренција, оперативните трошоци и потребите за одржување и модернизација на меѓуокеанскиот воден пат. Данската премиерка Мете Фредериксен исто така рече дека Гренланд не е на продажба. Првичните повици на Трамп за купување на Гренланд во 2019 година за време на неговиот прв мандат не завршија. Но неговите изјави сега, додека се подготвува да положи заклетва на 20 јанвари, ги прави некои сојузници и партнери предпазливи. Тоа ја вклучува и Канада. Трамп го нарече премиерот Џастин Трудо како, цитат, гувернер, сугерирајќи дека САД можат да го абсорбираат северниот сосед и се закани со царини од 25% за Канада. Крајната цел на Трамп е нејасна, но неодамна неговиот син Ерик Трамп објави на социјалните мрежи изработена фотографија од новоизбраниот председател како ја купува Канада, Гренланд и Панамскиот канал преку Амазон, веб страницата за онлайн шопинг.